Почитувани гледачи, добра вечер. Добре дојдовте во најновото издание на Трета порта, ваш интернет политички магазин, веќе познат по содржините кои ви ги презентира секоја недела. Во оваа емисија ќе имаме повеќе содржини, меѓу кои и најавите за ревизија на Охридскиот рамковен договор, ќе има избор за веќе неизбежната специјална обвинителка Катица Јанева, а и за останатите политички случувања. Почнуваме со најавите за ревизија на Охридскиот рамковен договор, представени преку вице-премиерот Муса Џафери. Во текст на Нова Македонија насловот е "Рамковниот договор ќе биде надграден, а можеби и проширен". Како што вели Џафери, во врска со употребата на јазиците, ако граѓаните на Македонија успеваат да се разберат меѓу себе без да употребуваат слушалки за превод, какви што се користеа на вчерашниот состанок, тогаш би бил постигнат голем напредок. Вице-премиерот ги посочи земјите како Белгија и Швајцарија како примери во кои граѓаните, особено оние кои работат во јавниот сектор, ги зборуваат сите јазици што се користат. Тој истекна и дека во интеграцијата не треба да се опфатат само македонците и албанците, туку и турците, србите, ромите и сите други етнички заедници, а таа треба да опфати употреба на јазиците, вработување на сите нивоа во јавниот сектор и така натаму. Сепак Џафери немаше податок колку албанци досега биле вработени во администрацијата преку рамковниот договор. Тоа е значи текстот кој отприлика зборува за измените. И според она што е познато во јавноста, најголем дел од таа ревизија на Охридскиот рамковен договор или надградување и проширување треба да биде околу употребата на јазиците или веќе она старо барање на Демократската унија за интеграција за употреба на албанскиот јазик како официјален на целата територија на Република Македонија. Сепак дел од аналитичарите предупредија дека овие најави за ревизија на Охридскиот рамковен договор доаѓаат спроти избори и дека всушност се работи за една стара игра која се употребува помеѓу од страна на коалицијските партнери ВМРО, ДПМН и ДОИ и која е употребена и на минатите избори. Значи двете партии треба да заиграат на една националистичка карта и тоа треба да им донесе повеќе гласови. Арсим Зеколи, политички аналитичар, на својот Facebook профил пишува исто така во однос на најавите за ревизија на рамковниот договор. Зеколи, кој е остар критичар и на меѓународната заедница во однос на незината работа во Република Македонија, сега вели: меѓународна морална корупција и домашна политкриминализација на Охридскиот рамковен договор. Најавата за сериско одложување на резултатите на ѓомит и анализата спремена помеѓу најдискретната личност во албанскиот политички кампус и рента дипломатот Питер Фейт јасно упатува на природата на играта и намената на таа вајна и бајна анализа. Бивајќи најавена за декември, паралелно со смената во наводници на Груевски и на зачеток на предизборната кампања, само децата од градинки и криминалците од ДОИ и партнерите им од медиумско НВО заедница нема да признаат дека таквата анализа ќе биде единствено во функција на чистење на прљавиот образ на Муса и Јали и криминалното досие на ДОИ. Операцијата на вештачко девичење на ДОИ во спрега со приватни и сомнителни меѓународни институции од типот на свежо формираниот некаков си Институт за мир на Питер Фейт како и субститут за дефицитот на поддршка од службените и легитимни институции. Тоа го пишува Арсим Зеколи во однос на најавата на ДОИ за ревидирање на Охридскиот рамковен договор. А во јавноста повторно се појави специјалната обвинителка Катица Јанева. Овој пат не предизвика толкава бура во јавноста како што предизвика во однос на низиното последно интервју дадено токму за 24 вести и тоа поради повеќе причини. Овој пат Катица Јанева го представи за прв пат својот тим на обвинители кои ќе работат под специјалното обвинителство. Во однос на представувањето на тимот, може да се каже дека она што може да се забележи е дека се работи за луѓе кои се прилично непознати за јавноста, впрочем исто како и Катица Јанева, а Катица Јанева и порача дека ќе работи храбро и дека не се плаши.
Станува збор за обвинителите Фатиме Фетаи, Артан Ајро, Бајрам Рустеми, Гаврил Бубевски, Дарко Јакимовски, Елизабета Јакимовска, Лила Кадрију, Ленче Ристовска, Лиле Стефанова, Љубомир Лапе, Маре Ѓорѓева, Снежана Бундалевска, Стевчо Дончев и Трајче Пиливанов. Обвинителите се познати во својата професионалност и го замолив Советот што поскоро да одлучи за нивниот избор, за да може да почнеме со работа. Истражителите кои ќе бидат во мојот тим ќе бидат познати до крајниот рок што е предвидено, односно 15 октомври, изјави Јанева. Запрашана дали се плаши за својата сигурност, таа изјави: "Јас не се плашам, јас сум храбра." Ете, тоа е уште една порака од Катица Јанева. А според сите најави, резултатите од незината работа треба да бидат скоро познати во јавноста. А интересна изјава, може да се рече и своевидна мини бомба, даде и поранешниот гувернер на Народната банка на Македонија Петар Гошев, кој во однос на неговите последни настапи е посебно критичен кон власта и кон начинот на која таа управува со земјата, со економијата. Сега Гошев вели дека тој се сомнева и во кредибилноста на високиот комесар за проширување на Европската Унија Јоханес Хан и во однос на неговата улога во преговорите со политичките партии во Македонија. Еве, ова е еден од насловите кои се пренесоа во однос на таа дебата. И Гошев вели: Гошев јавно изрази резерви кон еврокомесарот Хан. Јас не го гледам во очи тој човек кога преговара, но јас имам големи резерви кон тој човек. Тој има конфликт на интереси и тој е една од слабите точки во овој процес. Австрија има многу капитал овде и тој има фирма која што е трета во тендерите за Скопје 2014. Јас до крај ќе бидам со резерва во тој процес, рече Гошев. Значи, како што кажав, прилично интересна изјава на поранешниот гувернер на Народната банка, Гошев. И сега, ако може да се предпостави дека Петар Гошев, како личност која била на високи функции во својата кариера, има добри информации, оваа изјава може да биде прилично интересна за јавноста. Продолжуваме со колумна на Ерол Ризалов, познат колумнист, аналитичар, новинар, кој го немаше во јавноста неколку месеци поради здравствена операција, поради здравствена интервенција, и сега Ризалов повторно се враќа и пишува за неговите омилени политички теми. Ризалов сега зборува за ерата на груевизмот, како што тој ја нарекува. Заврши ерата на Груевски, но груевизмот и Груевски се уште се тука. Значи, колумна посветена на актуелните случувања, сите ќе препознаат и еве дел од неа. Да, веќе е јасно, заврши ерата на Груевски, но останува груевизмот уште долги години. Откако му ги исекоа крилата со снимедените лоповлуци и дрски злоупотреби на власта и откако јавно и кукавички се откажа од услугите на своите најблиски соработници, откако призна дека странците не се за ништо виновни што ни се случува во Македонија, Груевски прави последен очајнички маратон низ Македонија да го одложи својот пат, со досега невидена пропаганда и нови расфрлања со парите на граѓаните. Пред телевизиските камери секој ден со историска мобилка се телефонира самиот себе си да им се завршат работите и страдањата на очајни и осиромашени граѓани, најмногу поради неговите погрешни приоритети и лажни реформи. Тоа го пишува Ерол Ризалов. А професорката Тања Каракамишева со сосема различно мислење од Ризалов, таа во својата најнова колумна повторно пишува во однос на делувањето на опозицијата, за која таа вели дека е само привид на демократско делување. Колумната на Каракамишева е насловена "Мајтапење со демократијата". И професорката вели: дали некакви наводни снимки со секс афери на министри и класична јавна уцена што Шекеринска ја прави врз власта поради тоа што таа, замислете, ги има во посет, е врвот на демократијата на СДСМ?
Дали за нив е демократија кога вршат класично силување на системот и на институциите во земјава, зависно од нивните лични потреби. Па час заев ги признава државните органи кога тоа му одговара, час плука по нив и целосно ги дискредитира. За какви демократски вредности и принципи зборува раководството на СДСМ, кога во реалноста ниту еден преземен политички чекор, ниту една политичка постапка и дејство не може да се поврзе со демократијата. Дали се присутниот говор на омраза на собраницките седници и комисии или на нивните партиски диригирани портали и медиуми е нивото на демократијата за која тие се борат. Тоа го пишува професорката Каракамишева во колумната Мајтапење со демократијата. А на својот Facebook профил се огласи и професорот Ѓорги Спасов, кој пишува за уште еден настан кој прилично ја брануваше јавноста, а тоа е доделување на врачување, тоест на орден на Република Македонија на поранешниот американски претседател Џорџ Буш од страна на премиерот Груевски. Па така, во медиумите се отвори дебата зошто премиерот Груевски врачува ордени кога тоа е работа на претседателот. Беше објаснено од страна на кабинетот и од владата дека премиерот само го врачал орденот во име на претседателот, но тоа за професорот Ѓорги Спасов значи дека и овој пат премиерот застана над претседателот и ги засени неговите делувања и надлежности. Професорот Спасов сето тоа го илустрирал и со фотографија од самото доделување и вели: Груевски во име на претседателот Иванов оди на годишно собрание на Обединетите нации во Њујорк. Во име на претседателот Иванов доделува ордени. Се заблагодарува што Соединетите американски држави ја признале Македонија под уставното име. Кога тоа пристигна како поддршка на напорите за имплементација на рамковниот договор, во време кога Груевски организираше референдум против новото територијално разграничување на општините. Човекот нема срам, го гази Иванов кога сака и како сака, го множи со нула, а Иванов и не забележува, се седи дома и гледа на телевизија што прави, во име на претседателот, премиерот во заминување, на кој врз главата му седи специјалниот јавен обвинител. Тоа го пишува професорот Спасов. А аналитичарот Сотир Костов пак пишува исто така за опозицијата, вели дека нивното барање за нов изборен систем не е барање кон тежнење кон фер и демократски избори, туку тоа е слабост на опозицијата која не може да победи на избори, па стално бара некакви изговори и некакви промени во изборниот закон. Костов вели: скршена логика за нов изборен систем. На некого не му чини. Долги години не може да дојде на власт во опозиција смрзнувачки студено, па и за излегување на сонцето, тоа е заседнување во удобната фотелја на власта, треба да се менува изборниот систем. Очигледно е дека на некои луѓе и политички субјекти никако не може да им се угоди. За нив вработите или се премногу црни, како пропорционалниот изборен систем, или премногу бели, како мнозинскиот изборен систем, или црно-бели комбинација од овие два системи. Нив ниту 40 нијанси сино не им помагаат. Не знам, може би сега ќе измислат некоја комбинација, драп во штрафти, која ќе биде стокмена токму како за нив, и ете, само што не победиле на изборите. Тоа значи го пишува Сотир Костов. А професорот Денко Малевски, поранешен министар за надворешни работи на Македонија, сега вели во својата колумна "Загубена слобода" и пишува за однесувањето на политичарите во овие изминати 2 и нешто децении од осамостојувањето на Македонија. Колумната е така и насловена "Загубена слобода". Всушност, трулите морално корумпирани манери од времето на последната деценија на еднопартискиот систем се пренесоа и се мултиплицира во услови на демократија и слобода. Црпејќи сила од демократијата и од пазарните околности, еднаш пуштена на слобода, корупцијата и лагата станаа ментална и материјална сила која самата се отвараше простор преку рушење на секаква хиерархија и авторитет во општеството.
Исчезна дури и хиерархијата и авторитетот на вистината, на честноста или на знаењето. Сите беа прогласени за исти. Во услови на хаос, наречен слобода, од првите години на нашата независност, секој во политичката и интелектуална елита можеше да прави што сака. Слободата, како и диктатурата, претходно произведе своји насилници, непристојни, арогантни, измамници со лажен углед. Често тоа беа истите луѓе од стариот режим, пресоблечени во ново демократско руво. Тоа го пишува професорот Денко Малевски и јас верувам дека наверојатно оние кои ги следат состојбите ќе можат да препознаат многу луѓе во оваа колумна, во овие пишувања на професорот. Емисијата ја продолжуваме со уште едно случување од изминатата недела, а тоа е еден, слободно можам да кажам, оркестриран и организиран напад од страна на дел од медиумите врз новинарот Среćko Поповски, кој ја прави емисијата ТВ Саботажа. Имено во емисијата ТВ Саботажа, новинарот Поповски најчесто ја обработува политиката на власта, на центрите на моќ, на оние кои одлучуваат за судбината на граѓаните, но тоа на овие медиуми очигледно не им се допаѓа, па често го напаѓаат Среćko Поповски и врз лична основа и со некакви напади кои не се аргументирани, туку тоа се извадени заклучоци и коментари и предпоставки. Да видиме еден од тие текстови. Тоа е еден текст на порталот Република, кој објавува редовно текстови против Среćko Поповски. И сега насловот е "Саботерот Среćko Поповски, дел од аферата Телеком, се офајдил ли и тој од милионскиот колач?" И се разбира насловот е со прашалник, значи тука Република нема податоци дека Среćko Поповски имал некаква корист од тоа, туку го поставува тоа како теза составена од предпоставки и коментари. Еве дел од текстот. Толкму во екот на оваа афера, новинарот кој сега секоја недела, монтирајќи на најгруб и непрофесионален начин невистините видеоматеријали против владеачката партија, саботира владени политичари, бил владен советник на политичари кои земале до 12 милиони евра во мито за да спречат влез на други сериозни странски компании во телекомуникацијскиот пазар, кои би донеле пониски цени и поквалитетни услуги од монополска компанија. Токму Среćko Поповски во 2006 година беше раководител на одделение во владиниот генерален секретаријат, со што не се исклучува можноста и тој, како дел од владата на тогашниот премиер Владо Бучковски, која е вмешана во оваа милионска афера, добро да се офајдел. Тоа го пишува Република. А Среćko Поповски најави тужба за сите медиуми кои го пренеле овој текст, вели дека се работи за куп измислици и лаги, и тој вели дека правдата ќе ја бара на суд. Звездан Георгиевски, новинар, сега исто така пишува за оваа појава во која дел од медиумите оркестрирано го напаѓаат Среćko Поповски. Колумната на Звездан Георгиевски е насловена "Кружното движење на дезинформацијата". Внимателниот читател ќе знае дека станува збор за актуелната кампања која се води против новинарот на телевизијата Алса Тем Среćko Поповски, чиј производ "Неделна саботажа" влегува во можеби најквалитетните телевизиски продукти што во моментов се продуцираат во државата. Неговото име намерно не е наведено во цитираните цитати, затоа што идејата на овој текст не е занимавање со погрешното или намерно погрешно разбирање на сатиричниот и ирониски агол на гледањето на работите на колегата Поповски или со некаква контрааргументација на произволните конструкции кои невешто се излекуваат од професионалното минато на новинарот, туку со принципот на така наречено кружно известување, кој најчесто се користи во овдешниот медиумски простор, токму да се дискредитира одредена јавна личност или да се спинува некоја состојба. Ете Звездан Георгиевски во објаснување на феноменот, на појавата која се случува во однос на Среćko Поповски. Сашо Ордановски, новинар и аналитичар, сега пишува за тоа
дека медиумите ќе мора да се сменат после договорот од Пржино, а во дел од колумната ги начнува и овие состојби за кои веќе зборувавме во однос на појавите и во однос на нападите кон Сречко Поповски. Колумната на Ордановски е следна. По договорот од Пржино нема свети крави во македонските медиуми. И тука Ордановски пишува дека ќе треба да се направи тотална реформа во однос на медиумите, во однос на јавниот сервис и по низа други прашања, а еве во дел од колумната ќе зголемам вели. Петто. Веднаш да престанат грубите притисоци, физички напади и уништување на имотот на оние новинарски и медиумски поединци кои гласно не се согласуваат со политиките на власта. Досега сторедните вакви недела, а само од април од денеска се околу 10-15 на број, да се предадат на натамошно процесуирање на специјален јавен обвинител, бидејќи најголем дел од нив спаѓа во неговото портфолио за реставрација на правната држава во Македонија. Значи, тоа го пишува Ордановски во колумната по договорот од Пржино нема свети крави во македонските медиуми. А доста големо внимание во јавноста предизвика и една колумна на режисерот Милчо Манчевски, во која Манчевски вели дека во Македонија во јавниот дискурс владее простота и дека нема никакви морални и етички критериуми. Значи, Манчевски вели: со јавниот дискурс во Македонија владее простотилак. Тоа е едно интервју дадено по Битолскиот филмски фестивал. И ќе видиме дел од него. Очигледно е дека во многу работи се гледа дека денеска се живее полошо од што се живеело пред 21 или 25 години. Тоа мислам дека го чувствуваат луѓето кои тука живеат и затоа многумина веќе и не се тука. Има многу поголема агресивност во животот, посиромашно се живее и со јавниот дискурс владее многу повеќе простотилак. Корупцијата и непотизмот кои од секогаш ги имало тука се сега на стероиди. Тоа го вели Манчевски во интервју дадено за медиумите. А своја редовна колумна има и уметникот Златко Теодосиевски, кој сега вели јас или ние. Теодосиевски вели: и затоа, овде не станува збор за обичните гласачи на една или друга партија, за симпатизерите на една друга или трета политичка опција. Туку станува збор за воспоставен однос помеѓу стручната интелигенција и властите, за изградени поданички или клиентелистички, како сакате, релации, повеќето подплатени со одредени привилегии. Велам повеќето, зашто не може човек туку така да ги обвини сите стручни луѓе во државата, особено оние во администрацијата, дека влечат нека се и минимални бенефити од оваа криминална власт за себе или за своите. Но останува мистерија како можат да премолчат континуирано, систематско, неуко владење на незнајковци, како архитекти можат молчешком да ги гледаат оние стиропорни објекти низ Скопје, иако всушност архитектите, барем голем дел од нив, беа најгласни меѓу македонските професионалци во културата. Како историчарите на уметноста и уметниците можат да останат индиферентни пред оние карикатури од скулптури во центарот на градот. Како македонскиве така наречени писатели успеа да одмолчат цели 10 години наспроти сите идиотизми што ги преживеа македонската култура и уметност, како можеа македонските музичари да останат неми на расфрлањето буџетски пари за глупостите на македонската естрада. Тоа го пишува Златко Теодосиевски. А
новинарот Синиша Станковиќ сега пишува за една појава која може да се нарече дека е ендемска во Македонија. Тоа е напуштањето на младите на државата. Инаку според некои податоци на Светската банка од Македонија се исцелиле околу 400.000 луѓе. Колумната на Станковиќ е насловена "Одам за секогаш", значи едноставен и јасен наслов. И бегале младите, додека им се нудат споменици со јавачи на коњи, вооружени со пиштоли и ножеви, а во фон се слушаат глупавите стихови за расата на Гоце, во домот Гоце Делчев секој момент дел од покривот може да убие некој студент, терасите белки ќе издржат. Амбасадорите засипнаа, апелирајќи дека излез од политичката криза е можен само со потполна и навремена имплементација на сите чекори усогласени со потпишаниот договор на лидерите на најголемите партии. Бадијала власта нели како на шинецот, во сите вицови победува, од тие поитра и поербап, и од Европа, и од Соединетите Американски држави, и од НАТО. Тоа го пишува Синиша Станковиќ во колумната "Одам за секогаш". А текст за напуштањето на младите на државата има и Радио Слободна Европа. Тој текст е насловен прилично јасно зошто младите бегаат од државата. И во текстот има изјава на Дона Костуранова, извршен директор на Младинскиот образовен форум, каде таа вели: "Ако го погледнеме животот кој го живее еден млад човек, особено за тој кој не е од Скопје, има многу работи кои што треба да не загрижуваат. Зошто еден студент, ако има избор да живее во студентски дом во странство или во студентски дом во Скопје, зошто би направил избор да живее тука? И зошто младите луѓе би сакале да останат во градови каде што нема ниту едно кино што може да го посетат, а камоли некоја побогата или поалтернативна културна понуда", вели Костуранова. Текстот "Зошто младите бегаат од државата". А Роберт Милески има нова колумна која е исто така поврзана со дел од младите, но и со дел од сите граѓани во државата. Па Милески вели: "Или ќе ги оставиме националистички идеи во минатото и ќе гледаме во едината, или нема да не биде." Нашите политичари 24 години работат на наша дезинтеграција како нација, а не на интеграција. Уште како мали сватија дека играњето на националистичката карта носи многу поени на избори и тоа е нашиот најсуштински државен проблем. Имаме недораснати политичари со искриво колчени надвредности, лично неостварени и истфрустрирани личности. Но искрено сепак мислам дека има надеж, а богаме има и начин како тоа да се видоизмени. Треба да се почне со совет на интелектуалци од сите етникуми, каде што сите ќе ги изнесат своите забелешки, потоа да се изведе државна стратегија и план за интеграција на целата нација. Ако се сака, се може. Ќе се почне од образованието, па се до градење на заедничка почит. Тоа го пишува Роберт Милески. И емисијата ќе ја завршиме со уште две содржини. Една е на Милан Банов, објавена во Нова Македонија, а таа се однесува во однос на спорот кој што го има градоначалникот на општина Карпош со дел од жителите на општината кои се бунат дека со новите детални урбанистички планови се уништува дел од зеленилото на Карпош. Колумната на Банов е "Власта пресуди, зеленилото е штетно". Така, сега веќе напуштајќи ја сферата на претпоставки, господинот Стефчо Јакимовски сосема конкретно најави измени на деталниот урбанистички план за Карпош. Измени што граѓаните од оваа населба ќе ги ослободат од непотребното, безмалку штетно зеленило. Па ќе им го урбанизираат просторот, ќе го осовременат, бетонизираат, гипсираат, софистицираат, стерилизираат, ќе ги пополнат оние безцелни места што сега служат само за глупавите игри на мрсулавите деца од населбата. Вака со новиот ДУП, Карпош 4 за сметка на злодневното зеленило ќе добие прекрасно сивило што ќе разбие монотонијата и ќе предизвика врескава радост кај карпошовци. Се разбира дека оваа колумна на Банов, овој извадок од колумната е
ироничен во однос на плановите на општина Карпош. И емисијата ќе ја завршиме со една содржина која е неизбежна во јавниот дискурс, а тоа е состојбата со бегалците, состојбата на Блискиот Исток, која е од друга страна ја предизвикува состојбата со бегалците и бегалската криза, која ја погодува Европа, а ја погодува директно и Македонија, бидејќи голем дел од тие бегалци мигранти поминуваат низ државата. Сега Игор Даниловиќ пишува Сирија врамена и запржена. Во овој период на старо ново блоковско размислување има две целосно спротивставени приказни што се обидуваат да ги лоцираат причините и можните решенија за војната во Сирија. Според првата, Западот е виновен за мрачната судбина на блискоисточната земја, поведена од политичките, безбедносни и економски интереси, нафта, газ, оружје, влијание и слично. Западниот блок решил дека повеќе не му одговара умерениот сириски диктатор, па затоа го пречкртал списокот на сојузници што може да ги толерира во име на повисоките интереси. Умерениот диктатор Асад само до пред неколку години можеше да се види во друштво на многу западни челници, и тоа со Џон Кери, Никола Саркози, Тони Блер, кралицата Елизабета и други, а неговата сопруга Асма, родом од Британија, постојано ги интегрираше западните модни списанија. Но сега Башар и Асма се најомрезената двојка што по секоја цена мора да се острани, слично како Садам, Гадафи, Мубарак и нивните сопруги. Тоа го пишува Игор Даниловиќ, Сирија врамена и запржена. И почитувани со оваа содржина ја завршуваме оваа трета порта. Емисијата гледајте ја секоја среда во 19 часот и 15 минути. Не го заборавајте нашето мото, дека ние не ви кажуваме како да размислувате, туку ви ја прикажуваме големата слика. Останете со програмата на 24 вести.